што да кажам. Меѓутоа фундаментите сега ги поставам на друга основа. Ќе кажам една приказка, ако ми дозволите за крај, за трите прасиња. Тоа се бајки кои што се во суштина масонски и кои што праќаат подсвесна порака. Трите прасиња, знаете, едното правило од картони кутичка, а другото правило од трски. А целото време после играле, се веселеле, биле многу весели. А додека едното прасе постојано редело цигли и тие цигли, кога дошол волкот, не можел да ги сруши. А поентата е дека некогаш во животот не треба да се брза, циглите, тулите треба да се редат една по една за да имаат солидна основа. Јас сега чувствувам дека редам тула по тула многу споро, меѓутоа со големо задоволство. Петровски, на крајот мене останува многу време, но не можам да прескокнам. Како да имате таква карма, да налетувате на средини, на луѓе, на соработници кои едноставно не се чисти. Во Македонија одскоро се дозна за витешкиот ред темплари, што ќе рече и вие сте дел од витешкиот ред, и значи сте дел од темпларите, сте со титула, имате и плашт, веројатно можевме да го донесеме, но не се. И беше промовиран тој ред во Македонија. Ретки се витезите, но после само една или две недели од промовирањето и вашето официјално именување како витез, се појавивте во јавноста дека и во темпларите кај нас има финансиски малверзации. Има. Видете, мене беше понудена позиција, јас ви кажувам отворена позиција ме преку глава, како што самите утврдите, сум имал високи државни позиции на многу млада возраст. Меѓутоа, јас не правам компромис со криминалци и никогаш нема да го направам. Никога не обвинувам дека е криминалец, меѓутоа целиот случај го имам доставено до Управа за јавни приходи и до Министерството за финансија, односно финансиската полиција, и побарав увид, односно разгледување и произнесување на тие институции. Кога тие ќе се произнесат, понатака ќе чуете за наредните чекори. А до тогаш позицијата е само витез? Обичен? А што треба да бидем? Кралеви? Не знам, да прашам на крајот. Добро, Петровски, не кажавме кој не знае, во меѓувреме се оженихте, сега сте семеен човек, со работно време, веројатно, може би недефинирано... 8,5 до 4,5. Не така, фин семеен човек, нели, со работно време од 8,5 до 4,5, нешто што, не знам, некој што, или секој што е уморен, го посакува. Нормално, тоа е нормална фаза во животот, за мене со големо задоволство. Тоа беше Филип Петровски. Вечерва во Бисерите, ексклузивно отворено полициско досие под уметничко име Март. Ви благодарам. Вам ви благодарам за вниманието и ви поканувам идната недела да бидете повторно со нас. До тогаш, довидување.